Цивил медија. Се очекува општина Штип до крајот на годинава да потроши 200 милиони динари на капитални проекти. Да знам малку повеќе за каков тип на проекти се работи. Имавме пред неколку дена ребаланс на буџетот на Совет на општина Штип кој што помина и јас можам да кажам дека од тој ребаланс на буџетот произлегува неколку сегменти важни кои што треба да се споделат со јавноста. Едно од тоа е дека на многу од капиталните проекти, на многу од ставките за капитални проекти, имаме покачување со новиот ребаланс на буџетот на сумите за реализација на тие проекти, што е нешто кое што ретко се гледа, бидејќи на крај на годината при слаба реализација на капитални проекти се кратат обично тие средства, но кај нас се случи да ние имаме потреба да ги покачиме парите за реализација на например на обиколницата во Штип, која што се реализира сега и е во завршна фаза заедно со кружниот тек и мостот на река Брегалница. Покачување имаме на средствата за ново улично осветлување, заради тоа што сме ги веќе потрошиле средствата за наменети за тековната 2019 година за таков тип на инфраструктурни потфати, и тоа е многу важно за мене, но на крајот како целина можам да кажам дека капиталните инвестиции, овде вклучувајќи заедно и детската градинка, која ни е под ставка трансфери, но е капитален објект на градот, и заедно со реконструкциите во училиштата постоечки и во постоечките детски градинки, ќе достигне некаде околу 200 милиони евра. Тоа се моите очекувања, бидејќи до 31 декември 2019 очекувам да стигнеме блиску до оваа бројка, и тоа е многу значајно и е најголемата сума на издвоени капитални инвестиции за една година календарска во општина Штип. Тоа ме прави од една страна горд заради тоа што можевме да реализираме значајни капитални проекти, бидејќи тие проекти значат развој за општината. Од друга страна, ставката за плати ја воопшто немаме покачено, што значи дека внимаваме, немаме вработување, ќе имаме само неколку во текот на оваа година на испразнетите места. Општина Штип има 51 празно место, но ние 4 до 5 места оваа година ќе пополниме заради неопходноста на потребите на нашата општина. Имавме пренамена на ставката за набавка на возило за општина Штип, и таа ставка ја пренаменивме во набавка на опрема за пожарникарите, така што возило нема да набавуваме, заради тоа што сакаме да ги подобриме условите за нашите пожарникари од територијалната противпожарна единица. Се на се, ова е еден склоп на ребалансирање на буџетот, кој за мене е позитивен и успешен пример како треба да продолжиме и понатаму, и мислам дека ова е убав пример како треба да го следат и другите општини и институции во државата. Спомнавте ново изградената градинка, која што ни подамни за вака на фотографии, колку што јас имав прилика да ја видам, кој е капацитетот на таа градинка и кога може да се очекува да ги прими првите деца? Навистина е убав и голем објект со 1600 метри квадратни. Предвидено е да прими 200 дечиња оваа детска градинка, и со оваа детска градинка ние го затвараме проблемот со сместувачки капацитети на дечиња од општина Штип во детски градинки. Инаку сите градови го имаат истиот проблем, но ние ќе бидеме првиот град кој што ќе го затвори ова прашање, така што во делот на градежните зафати јас очекувам во тек на месец ноември, најкасно декември да ги завршиме сите градежни активности. Потоа ќе следува внатрешно опремување кое што ни е регулирано преку Министерството за труд и социјална политика, за целата опрема внатре потребна за да функционира оваа детска градинка. Целата инвестиција ќе дојде некаде околу 1 милион евра на оваа детска градинка и е многу значајна, најголема што се гради во моментот со 1600 метри квадратни. А во текот на наредната година, во зависности од можностите за вработување на кадар таму, ќе можеме и да размислуваме за отпочнување со работа. Како граѓаните на општина Штип се информираат за работата на општината? За мене ова е многу важно прашање, бидејќи од една страна ние сме избрани од граѓаните, политичарите, работиме секојдневно макотрпно, трошиме енергија, многу време,
многу средби со станоци кои што граѓаните не ги гледаат, но тоа е нешто кое што е потребно и без тоа ние не можеме да реализираме ниту еден значаен проект. Од друга страна, кога ќе дојдат проектите на виделина, веќе треба да тие да бидат и промовирани пред јавноста, да бидат запознаени граѓаните и комуникацијата со нив е многу важна. Од една страна, преку секојдневни, јас би рекол, пресконференции, јас ги информирам граѓаните за се она кое што е значајно и го работи општината. Од друга страна имаме веб страна која што е пред неколку месеци беше рангирана на прво место нашата општина како најтранспарентна веб општина, бидејќи се обидувам и барам да се она кое што ние го имаме како информација да се објавува таму, за да можат граѓаните со точни, прецизни и навремени информации да бидат нахранети, да знаат што работиме. Преку нашите Facebook страници на општината, мојата лична страна, така што секојдневно работиме преку тој канал, но од друга страна имаме и секојдневни комуникации, средби со граѓани, имаме често организираме средби по урбани заедници. Урбаните заедници веќе се заживеани во општина Штип, порано ги немаше, им обезбедуваме простори за работа таму каде што имаме и ние можности, тоа го правиме, приспособуваме разни канцеларии, простории, стамбени единици кои што се во сопственост на општината, за да можат граѓаните да се собираат таму, да разговараат и да носат одлуки, што е тоа кое што е потребно за нивната урбана заедница. Секоја година пред формирањето на новиот буџет ние повикуваме на средби со станоци со тие урбани заедници и бараме предлози, мерки, решенија за да влезат во програмата за работа за наредната година. Целосно сме отворени, достапни, посветени, но не само јас, туку и службите, бидејќи само еден човек не може да ги прими сите граѓани, да разговара во секој момент за одреден проблем, бидејќи имаме и средби со странски дипломати, амбасадори, имаме средби, постојани патувања по разговори во министерствата за работи кои што се потребни за општината, но моите советници, службите во општина Штип стојат на располагање кога јас не сум во можност да ги примат и да разговараат. Со тоа сметам дека приматот една од најтранспарентните општини или најтранспарентна веб општина очекувам да ја задржиме, бидејќи тоа е за мене нешто што е најважно заради тоа што нас не бираат граѓаните, а јас сакам да бидам отворен и отчетен пред нив. Тогаш можеме ли да заклучиме дека ги оправдавте очекувањата на жителите на општината? Има некакви замерки, поплаки, нешто што очекуваат, а уште не е остварено? Јас секогаш избегнувам да зборувам сам за себе и за мојата работа. Јас само ги информирам граѓаните што е тоа што го работам, но не сакам да давам само оценки за себе и за мојата работа. Секогаш сум овде да информирам што е тоа што е сработено. Например, ако ние сме независна држава, 28-30 години, и се уште не сме нашле можност, средства, капацитети да однесеме чиста и здрава вода за пиење до населените места кои што гравитираат околу нашата општина, тоа е нешто за кое што треба да кажеме во очи и да кажеме дека не сме ја завршиле работата. Токму заради тоа еве населбата Балканска, која што е од другата страна на реката Брегалница, до скоро, до пред неколку месеци, немаше се уште чиста и здрава вода за пиење, туку луѓето користеа техничка вода. И тоа беше навистина жално во 21 век да се случува. Јас веќе успеав да со преку 300.000 евра инвестиција да изработам проекти и веќе проектите се таму на виделина, голем дел од населбата е веќе приклучена, граѓаните се задоволни и тоа е нешто кое што мене ме храбри да продолжим и понатаму да работам, бидејќи тоа се екзистенцијални проблеми и потреби кои што граѓаните ги немале или ги имале како проблем во минатото. Работиме на секаков тип на проблеми, решавање на проблеми. Ја намаливме цената на водата за пиење за 10%, иако предходната локална власт ја покачи за 39%, така што сето ова ми дава за право и надеж да зборувам дека овие 2 години беа тешки, да ја стабилизираме општината и да изградиме крупни проекти. Секако дека има се уште проекти кои што не се сработени, за кои што граѓаните бараат, можат да бидат и во еден дел и незадоволни, но јас секогаш кажувам дека мојот мандат е 4 години, сега сме некаде на половина од мандатот и имам уште 2 години да одработам за граѓаните, буквално, деноноќно, макотрапно,
ќе се обидам се она кое што сум го ветил да го реализирам, бидејќи во таа програма има навистина значајни, големи, крупни проекти и секогаш зборувам дека работата на градоначалникот не смее да се сведе на промена на бехатон коцки по тротоарите. Кај нас познато е лепење на камења во коритото на река Отиња или мали градежни зафати кои што навистина се значајни за граѓаните, но тоа не може и не смее да биде приоритет број 1 во работата или работењето на еден градоначалник. Во делот, да речеме, на оние ситни замерки што можеби критики ги имаат граѓаните на Штип, дали има своје влијание и централната власт врз работата на локалната самоуправа? Па добро, јас можам да кажам дека соработката со централната власт, со премиерот, со министрите е на одлично ниво. Токму и прашањето на изградбата на брана на река Отиња е објект или проект кој што 40 години е желба на граѓаните, но општина Штип сама нема можности, нема толку средства, капацитет да го реализира, без при тоа да се вклучи централната влада и да даде подршка. Само една фасада на едно министерство во Скопје чини приближно колку изградбата на оваа брана, која што е децениски сон за Штип и штипјани, и токму заради тоа поддршката ја очекувам и во иднина од централната влада, но ние како локални власти не смееме да наоѓаме алиби во одредени проекти или во одредени застои на проекти во друг. Ние како локални власти мораме да ги буткаме проектите, ние мораме да наоѓаме начини и решенија. Централната власт е овде доколку некаде имаме застои да помогне. Но сум склон на тоа дека ние сами како локални власти треба да си ги решаваме проблемите и соработката секако да биде на едно принципијално здраво ниво, заради тоа што тоа е потребно за граѓаните пред се. Бидејќи проблемите на граѓаните се на локално ниво, барањата на граѓаните се на локално ниво. Вашиот двегодишен мандат, предпоставувам дека сте се соочили со голем број на лажни вести и информации, а одима по таа логика колку се тие актуелни во последно време. Како вие се ставувате и како градоначалник и како општина? Јас секогаш апелирам, барам да лажните вести да престанат да се појавуваат во јавноста, заради тоа што лажните вести многу често знаат да наштетат на општината, на одредена личност во општината, на градоначалникот и секојдневно барам да престанат, но и барам заедно со сите општествени чинители во државата, со институциите да се бориме против тие лажни вести. Многу често ни се случува да излегуваат лажни вести за реализација на некаков проект или за застој во одреден проект, па ние мораме тоа да излегуваме веднаш да го браниме. Многу често се реално случуваат такви состојби во кои што ние сме на тапет ставени како јавни личности, како политичари, на такви ниски удари, странични удари, но од друга страна желбата да се биде во функција на граѓаните за мене е многу важна и јас ќе продолжам и понатаму да работам во насока на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните со сите слабости и грешки кои што можат да се направат при работењето, но верувам дека граѓаните препознаваат кој работи искрено и честно со целата своја сила и посветеност за да направи нешто за своите сограѓани и за својот град, а кој е оној кој што само критикува или се бави со измислици, со секакви монтажи на одредени настани и состојби и заради тоа верувам дека општеството ќе се менува и ќе се бори целото општество на праведно општество, демократско општество против таквите вести. Дали општина Штип на локално ниво развива иницијативи и проекти во сферата на социјалното предприемништво, а особено во доменот на подобрување на состојбата на човековите права за лицата со попреченост? Па ние сме во комуникација и со невладените организации и здруженија на граѓани кои што се занимаваат со ваков тип на проблематика. Јас сум отворен за соработка постојано. Многу често имаме најразлични начини на комуникација и соработка, организираме дебати, некогаш сме ние поканети како гости и присуствуваме и со нашиот сектор
од општината и јас секогаш кога сум во можност присуствувам на тие дебати, да ги дадеме не само декларативните заложби за подобрување на условите на животот на граѓаните од сите категории буквално, туку и со одредени конкретни мерки и чекори да придонесеме за тоа да се случи. Работиме заедно со Сдруженијата на пензионерите, пензионери инвалиди исто така. Луѓето се задоволни заради тоа што секогаш кога не едно од нивните барања е секогаш кога реконструираме одредени површини за пешаци, тротоари да се прават легнати рабници или ивичњаци каде што ќе можат тие полесно да пристапат и да се движат по таа површина кај што се пешачките премини нормално, и тоа секогаш го почитуваме. Разговараме за постоење на разни индикатори дактилни кои што можат да им помогнат во функционирањето на граѓаните. Преку проекти кои што ги овозможивме, средства за проекти за невладините организации во 2018 година, одобривме средства на неколку невладини организации кои што се занимаваат со различен тип и таков тип на проблематика, со тоа што веќе е набавено возило со лифт за децата со попреченост, за да можат полесно да бидат транспортирани, однесени во нивните центри, на училишта и така натаму. И тоа е нешто што е скромно, со оглед на тоа дека нашите буџети се ограничени, но од друга страна желбата и волјата која што ја имам и јас и општината за да излегуваме во пресред, да помагаме, покажува дека ние сме отворени да помагаме на нашите сограѓани. Веќе се изгради еден мал групен дом, односно во постоечки објект, ние го ставивме во употреба заедно со Министерството за труд и социјална политика. Таму веќе предстојуваат и живеат 4 дечиња, се сместени во нашите основни училишта. Тоа е концепт и принцип на владата кој што го има востановено дека треба така да функционира. Ние ги прифативме тие деца. Од друга страна имаме во истиот објект функционира и малиот групен дом кој што беше од претходно направен. Ние посветуваме внимание на многу често кога имаат барања, излегуваме во пресред, согласно, пак ќе кажам, нашите можности, и тоа го правиме, но и понатаму ќе продолжиме на истиот таков начин да соработуваме со сите здруженија на граѓани од нашата општина. Цивил медија.